Проблемот на замрзнато месо е во тоа што тоа исто замрзнато месо се јавува во малопродажбата. Тука е проблемот. Ние немаме проблем кога увезуваат замрзнато месо преработувачите и кога тоа исто месо се употребуваше само во месните индустрии. Меѓутоа сега проблемот изголемувањето на увозот на месото е во малопродажбата. Сега тука има неколку фактори што влијаат зашто е тоа така. Например, тоа е толку ефтино месо, што ние самите се чудиме како може да се случи тоа. Затоа што, например, во малопродажба во Европска унија истото тоа месо кошта околу 400 динара, а во нашите продавници кога дојде е 250 динара. Во што е суштината сега? Сега, прво, ние мора да обрнеме внимание дека тука издруженијата на потрошувачите мора да земат свој удел, да најдеме некое излетно решение. Ова би рекол пат ситуација, многу непријатна за нас. Прво, мора да видиме самите декларации на смрзнатото месо, дали се во ред, што содржат, дали имат големина која е пропишена со тоа. Потоа е да ги едуцираме самите потрошуваци што значи употребата на смрзнато месо и што значи употребата на свежо месо. Која е разликата? Дали се со ист квалитет или променливо тек? Втор проблем што ние имаме своje сомневања, не мора да е точно, меѓутоа оставаме да го соодветните органи, а и вие треба да дадете свој удел во тоа, што користат угостителските објекти. Ние секој од нас кога улезе во угостителство секој очекува дека таму ќе добие свежо месо. Се прашуваме дали е тоа така или не е така и кој треба тоа да го регулира. Што би значило, например, намалување на увозот на свинско месо на замрзнато и зголемување на производството. Тоа значи зголемена продуктивност, намалени цени на свинското месо, зголемување на работната рака и поголем број на запослени, зголемување на даночните обврзници во Македонија, зголемување на буџетот на Републиката Македонија и на крајот нормално побогати жители во Македонија. Затоа и ние и вие треба да обратиме поголемо внимание да го разрешиме овој случај. Што помалку да увезуваме замрзнато месо, а што повеќе да имаме наши производи. Секоја држава си штити своето производство, така да Европска унија и останатите своето производство го штитаат со директно плаќање, со субвенции на самото производство, субвенционирање на добиточната храна. Чим се субвенционира добиточната храна? Ако имаме ние ефтина добиточна храна, ќе имаме и ефтин производ. Субвенции при извозот на своите производи и субвенции при решавање на пазарните вишоци. И тоа е наша претпоставка, де субвенциите кои се при решавање на пазарните вишоци ни прават на нас проблеми и затоа имаме ние увоз на така ефтино свинско месо Македонија. Имаме неколку наши барања. До сега некои се остварени, некои не се остварени. Едно од барањето што не е остварено, а што мислиме дека Министерството, тоа е повеќе упатено до Министерството за финансии, што ќе ни биде сослушано, тоа е да се намали данокот на сточна храна од 18 на 5%. Ние сме убедени дека со намалување на данокот на 5% ќе се намали многу сивата економија и дека приливот на средства во касата, да речеме, на државата ќе биде многу поголема со 5% отколку што е сега со 18% и ќе има позитивно влијание на фискалната политика воопшто на Република Македонија. Втора работа, што мислам дека сега го усвоија законот, тоа е привилегија, него предност, поточно предност на сточарите за добивање на земјоделско земјиште. Со добивањето на земјоделско земјиште значително ќе се поевтини производството на храна и ќе се поевтини производството воопшто во сточарството во Македонија. Втора работа што го бараме од Министерството, тоа е изедначување или приближување на субвенциите на поголемите производители. Долниот праг што сега изнесува 5000 свињи да се зголеми минимум на 10.000 свињи, за да можат и они барем да ги покријат трошковите што ги имаат во кланичните индустрии.
Исто бараме, колку е тоа можно, од дирекцијата за ветерина да се укине вакцинацијата против чума, бидејќи затоа што вакцинираме уште против чума, ние не може да извезуваме наши производи во Европска унија. Ние можеме да извезуваме наши свињи за сега само во Србија и во Албанија. По наши пророчени има такви периоди кога свинското месо во Грција е многу поевтино, многу поскапо, од македонското и мислиме дека грците би биле добар пазар за нашите свињи. Ако немаме вакцинација од чума, тогаш ние и ќе ни биде достапен и грчкиот пазар. Добра работа би била за нас и наше барање исто до Министерството е да субвенциите ги добиеме до крајот на мај месец, со добивањето на свежи средства. Субвенциите ние би можеле да обезбедиме поевтина храна, затоа што храната се купува најефтина пред жетва или за време на жетвата, а после жетвата знаете и самите дека цената на храната се зголемува и тоа не оди во прилог. Знаете дека ни е на располагање и кредитната линија од Банката за развој, што имаме поволни услови од 3% камата за обновувањето на нашите фарми.